Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве што подготвивме за вечерва. Изненадувачки резултати од експеримент што професорка на медицина го изведува со студенти со децении. За жал, овде гледаме кај непушачи дека се јавува интензитет во обојувањето во црвена боја, така што веќе не можеме да кажеме кој е пушач, а кој не е пушач. Дали е ова нов индикатор за сериозноста на проблемот со загадувањето на воздухот? На крајот на 2017 државата подели грантови на 5 фирми за иновации во битката против загадениот воздух. Следната година, да кажем ова време, јас очекувам дека ќе имаме 1, 2, 3 решенија, може и повеќе, кои што ќе може веќе ги ставиме во практика и да даваат придонес во она што сите не загрижува на новиот загадениот воздух. По една година ниеден изум не е во употреба. Докаде се иноваторите? Шефицата на досието за Македонија во НАТО Тања Хартман зборува за роковите за потпишување на пристапниот протокол, за ратификацијата, очекуваните реформи. So I think by the spring of 2020 we would be able to welcome you as a full member of our alliance. Директорот за проширување во Европската комисија Кристијан Даниелсон во Скопје во инспекција на реформите. Ако евентуално, што јас лично не верувам, се донесе одлука за некакво одлагање, тоа секако би го сопрело оној напредок и оној распет што Македонија го покажа во изминатите 2 години. Попова Шапка има околу 13 километри патеки за скијање и преубава природа. Но за жал последниве неколку децении тоа се ретките работи со кои ски центарот може да се пофали. За скијачите најпривлечна е познатата патека Церипашина, но се жалат дека жичницата што води кон врвот често не работи. На таа брзина од ветер жичарата мора да се ислучи. Останете овде, се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Во наредната седница на Советот на Општина Центар, одржана во четвртокот, со единствена точка на дневниот ред мерки против загадувањето на воздухот, уште еднаш се претвори во бесцелно политичко препукување меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Во тоа надвикување во сенка остана настапот на советничката од Дом Бети Дејанова, која е и професорка на Медицинскиот факултет во Скопје. Таа пред колегите соопшти дека на нејзино големо изненадување последниот експеримент што го правела со студентите, кој патем го спроведува со децении наназад, покажал резултати како никогаш досега. За сите од кои биле земени примероци за истражување од плунката, се добли резултати како да работат во индустрија за олово. Дали е ова уште еден индикатор за сериозноста со која треба да му се пристапи на проблемот со енормното загадување на воздухот? Оваа дилема беше причина да побараме подетално објаснување за наводите изнесени од Дејанова на последната седница на Советот на Општина Центар. Славица Филиповска. Ве молам малку за внимание. Кој е за предложениот еден дневен ред? Сите го имате добиено на мејл. Вашите така наречени мерки воопшто не вродија со плод и центарци речиси секојдневно дишат канцероген воздух. Пробуваме да ги исправиме плановите кои што беа донесени уште пред X години кога тука градоначалник биле од вашите редови. Вака сакам да го потсетам градоначалникот на Општина Центар дека претходниот градоначалник не знам дека бил од нашите редови. Не ме прекинувате. Ве молам. Узурпирање на зелени површини ги направи токму екзекутивата која што беше предводена од партијата од која што доаѓа колегата советник. Ние сега ќе разговараме што направил СДСМ или ВМРО, него ајде кажете тогаш ако да не бидеме популисти, кажете ваши предлози. Терминот во редна седница, дали вие воопшто знаете што значи терминот во редна седница? Вие прашавте зашто имаме сега, зашто не ставиме вторник. Вака 2 часа дискутираа советниците во Општина Центар на водредна седница со една точка на дневниот ред – загадувањето на воздухот. Во меѓуседното надвикување не го слушнаа повикот за надпартиска дебата поради алармантните резултати во експериментот на нивната колешка од Дом, Бети Дејанова, професорка на Медицинскиот факултет во Скопје. Професор сум на факултетот за медицина, повеќето да знаете.
Прв пат се случува после 30 годишно работно искуство да случајно во лабораторијата каде што испитуваме интоксикација на лица, добиеме 90% од студентите дека се интоксицирани со цијаниди, односно роданиди во плунка. Ова не ми се случило наназад 30 години и морам да ви кажам дека за мене е алармантно. Сите се студенти од Скопје, значи тука живеат и можам и слики да ви донесам, пошто ги сликав сите проекти и не ми се верува како да работат во индустрија со олово. Сите добија такви вредности. Седницата заврши без заклучок или одлука во насока на подобрување на квалитетот на воздухот во општината. Но настапот на Дејанова не поттикна да побараме подетални одговори од професорката за испитувањето направено врз студентите. Ние децении наназад го работиме во експеримент и сакаме да докажеме на студентите дека постои разлика во излачени роданиди кај пушачи и непушачи и правиме разлика кај студентите. Меѓутоа, оваа година забележавме некоја необичаена појава каде што не можевме да одредиме кој е пушач, а кој е непушач од примероците на плунка што ги имавме. Роданидот го лачи човечкиот организам за да ги претвори токсичните супстанци во нетоксични, кои на крај ги обработува црниот дроб. Методот за тестирање што го користат на медицинскиот факултет е стар, а интоксикацијата на организмот се мери со интензитет на боја. Професорката денеска го повторила испитувањето, но со десетина вработени на институтот. Оти студентите се во испитна сесија. Пред камерата, лаборантите тестираа и незин примерок од плунка, а таа е непушач. Имаме плунка, примерок, и тоа филтрирана предходно, во која што се додава неколку капки на 0,2% на хлороводородна киселина, се промешува и потоа се додава 15 капки од железен хлорид и се следи обојувањето дали ќе се создаде црвеникава боја, која што укажува на фактот дека постојат роданиди во плунката и овој пример, како и останатите, укажува дека роданидот е присутен во плунката, кој што е причинет од присутниот цијанид во организмот. Она што се добива е соединение некој што не е токсично, меѓутоа укажува на фактот дека постои некоја интоксикација на организмот. Ништо поразлични не се и резултатите за останатите вработени на институтот. За жал, овде гледаме кај непушачи дека се јавува интензитет во обојувањето во црвена боја, така што веќе не можеме да кажеме кој е пушач, а кој не е пушач. Вака треба да изгледа примерок на непушач. Ова е единствената вработена во лабораторијата, за која изутрината биле добиени нормални резултати. Таа викендов воопшто не престојувала на отворено. Доктор Дејанова објасни што го труи организмот со цијаниди. Како извори за овие токсични супстанции, производството, металургијата, согорувањето на горивата од автомобилите, понатаму согорувањето на одредени биомаси, комунален отпад и така натаму, значи повеќе фактори се причинители за присуството, со оглед на тоа што аерозагадувањето е во последниот период поинтензивно, ни даде за размислување дали евентуално би можело да биде ова причина токму од околината, односно од животната средина, која што сите сме свесни дека е загадена. Таа посочува дека организмот, иако е оспособен, не може бесконечно да се бори со отровите. Црниот дроб не е кај сите ист и тој има одредена моќ капацитет, така да зависи од колку е моќта на организмот да се справи со интоксикацијата и колку долго може да се справи, заради тоа што капацитетот не е неограничен. Компензаторните механизми не можат во недоглед да бидат вистински физиолошки механизми. Цијанидите делуваат на респираторниот систем, на гасtroинтестиналниот систем, на крвта, на мозокот, значи на невролошкото ткиво и остава одредени последици. Овој показател засега останува само на нивото на индикација од практична вежба за студентите на медицинскиот факултет. Професорката Дејанова очекува од надлежните институции да направат опсежно истражување и да ги проверат точните причини за резултатите, што таа ги добива при експериментите во последниот период.
Во меѓувреме, во речиси сите делови од Македонија воздухот синоќа беше енормно загаден, а Скопје изутринава повторно се искачи на светскиот врв според загаденоста. Уште колку ќе можеме да го издржиме ова темпо? Пред повеќе од една година Фондот за иновации им додели грантови на 5 фирми за да ги отелотворат своите иновативни решенија за намалување на загадувањето на воздухот. Бидејќи помина повеќе од една година, а тоа беше рокот што директорот на фондот Јован Деспотовски го наведе како период во кој веќе ќе бидат функционални дел од овие изуми, решивме да провериме дали е така. Случајно или не, токму кога почнавме да се интересираме за тоа дали и како напредуваат грантистите, владата реши да организира јавна презентација. Докаде е развојот на пронајдоците и колку се применливи во секојдневниот живот од Хекура на Кифи. Në fund të vitit 2017, Fondi Shtetëror për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik njoftoi një thirrje për financimin e projekteve për zvoglimin e ndoqjes së ajrit në zonat urbane. Aplikuan 30, ndërsa ndihmë nga shteti në fund morën 5 kompani. Следната година, да кажем, ова време, јас очекувам дека ќе имаме 1, 2, 3 решенија, можеби повеќе, кои што ќе бидат веќе, кои што ќе може веќе ги ставиме во практика и да даваат придонес во ono што сите не загрижува да тоа е загадениот воздух. Një vit kaloi, por për asnjërin nga vendimet, publiku nuk dëgjoi se janë vënë në përdorim. Drejtori i fondit tani thotë se nuk ka vonesë të konsiderueshme dhe projekti shkon sipas konceptit. Така да имаме 5 сосема солидни решенија, сите во веќе финална фаза на изработка, како што кажав, дел од нив и веќе се тестираат во реална средина. 2019 година ќе посветиме на дел од тие решенија и реално ги примениме во практика. Për çfarë investoi qeveria 140.000 euro nga buxheti dhe kur publiku do t'i shoh inovacionet vendase në terren kundër ajrit të ndotur. Vetëm një nga gjithsej 5 kompanitë e mbështetura që fituan para nga shteti për zhvillimin e zgjedhjeve për ajër më të pastër ka prodhim të gatshëm, por edhe ai pritet të vihet në përdorim. Ky është përfundimi i prezantimit të parë publik i të arriturave të kompanive të subvencionuara, e cila javën e kaluar u mbajt në Tetov. Prodhimi i gatshëm është vepër e Teknoben nga Prilepi. Me ndihmë shtetërore prej 31.000 eurove kanë arritur të bëjnë filter që ulë ndoqjen nga fabrikat. Shpikja pret tani edhe kontrollin në praktik, pasi tashmë është instaluar në një fabrikë në Manastir, e cila së shpejti pritet të fillojë me punë. Нашите лабораториски испитувања кои ги направивме покажа одлични резултати, значи ние имавме некаде од 93 до 97% пречистување на цврсти частички на гасовите кои ги stvoривме во лабораториските услови. Projektet të gjitha kompanive të tjera janë në zhvillim e sipër, megjithatë, asnjë nuk u shfaq në Tetov me duar bosh. Ekosolar nga Shtipi tregoi një kolektor diellor që ngroh ajrin. Ai u zhvillua me rreth 28.000 euro që i morën nga buxheti i shtetit, por ende nuk është afër përdorimit. Пред вас имате колектор кој е хибриден, меѓутоа сме во прототип фаза и го разработуваме процесот на ротирање на келиите. Доколку симулираме сончево зрачење, доаѓа до работа на вентилаторот и внатре фактички се шмукува топол воздух. Значи оддолу влегува ладен воздух, со помош на абсорберот се загрева и внатре влегува топол воздух. И очекуваме дека кога ќе го решиме процесот со ротација на келиите, дека можеби резултатите ќе бидат и подобри. Kompania Bizify me 30.000 euro të pranuara burret me një shpikje lidhëse e cila mund të spërkat në sipërfaqe të ndryshme në mënyrë që të shtyp pluhurin. Është zhvilluar dhe testuar në shumë laborator vendas dhe tani është në pritje të zhvillimit të procesit të prodhimit. Ова е најлошиот пример што можевме да го избереме и го избравме него. Преку 100 и нешто килограми пепел и почва од пристапни патишта зедовме од рек Битола и тестиравме на неа. Ова не би го отворил, пошто е толку ситно партикулат материјата, PM частичките се дури некои од нив се под 1, значи што не ги ни мерите во основа. Ова е дел од крајниот резултат.
Значи вака изгледа истата пепел откако се третира со бајндерот. Нема ништо. Така да ПМ частичките се спречени, но од друга страна ова може и да се гради дури над него или може да се стабилизира, да се врати пример рек копот како што некогаш требало да биде. Njëra nga kompanit teknologjik park nga Tetova ka marrë 24.000 euro që të zhvilloj internet portal. I njëjti nuk është gati, por se është në fazë zhvillimore. Qëllimi i inovatorëve është që në një vend të i bashkojnë kompanit që shesin dhe qytetarët që duan të blejnë sistem ekologjik për ngrohje. Кога ќе го заврши целиот овој процес, во позадина бизнис моделот и алгоритмот, односно да речеме народски кажано математиката во позадина ќе даде некоја пресметковна анализа од прилика колку ви треба вашиот систем да го смените со нов и колку ќе заштедите, односно колку плаќате сега и колку би плаќале во иднина кога би го смениле овој систем, да речем, на поекономичен. Më interesant për publikun ishte projekti Veneto Commerce nga Kavadari. Bëhet fjalë për biçikletë elektrike me filtra të instaluara për pastrimin e ajrit. Është ndërtuar me subvencione prej 27.000 euro, por nuk është gati për shitje. Кога граѓаните ќе може да се возат со овој велосипед зависи од повеќе фактори. Најпрво ние сме се уште во фаза на прототип. Планираме ние да започнеме со производство, односно Veneto Commerce да започне со производство на овие велосипеди, најпрво како поединечни велосипеди кои би можел граѓаните. Се надеваме дека ова лето или крајот на летото оваа година би пуштиле нешто во продажба. Edhe nëse të gjitha këto shpikje me të vërtet të funksionojnë muajt e ardhshëm, ato të kontribuojnë me të vërtet në pastrimin e ajrit, nëse në fund të fundit kushtojnë shtrejt për qytetarët apo biznesin. Drejtori i fondit, Jovan Despotovski, thotë se nuk e përjashton mundësinë që ajo të zgjidhet me subvencione të reja. Имаме во предвид и тоа дека нормално. Економско-социјалната ситуација во државата е таква да не може да сметаме дека, например, велосипедот кој што го прочистува воздухот, кој што може би да чини, не знам, 200, 300, 500 евра, ќе биде нешто што секој домаќинство лесно ќе си го дозволи. Затоа размислуваме, веќе, она што го споменав и претходно, да општините, пред се урбаните средини, го воведат тоа во својот систем на градски превоз. Тоа значи дека тие велосипеди бидат достапни за граѓаните за бесплатна употреба. Или да речеме за некој минимален дневен надоместок, како алтернатива на користење на автобусите, например. Што мислам дека реално ќе го реши проблемот. Кај делот од овие филтрите за кои што зборуваме, тие веќе се применуваат, меѓутоа зборуваме за големите загадувачи, за компаниите. Не мислам дека трошокот на тие филтри ќе биде преголем да загадувачите не може да си го дозволат, меѓутоа доколку се случи тоа, ќе размислиме евентуално за субвенционирање на тој сегмент. Edhe me subvencione të reja, efekti përfundimtar megjithatë do të varet nga ndërgjegjësimi i qytetarëve. Për shembull, që biçikleta të pastroj, do të duhet të rritet vetdia tek qytetarët, sa ajo duhet të përdoret. Por edhe inovatorët edhe qeveria do të duhet të mendojnë për vlerën e përdorimit të shpikjes. Përse, më të ndotur janë muajt e dimrit kur biçikleta nuk është me të vërtet një mjet i përshtatshëm transporti. Duke pritur që shpikjet e jenë të përdorshme dhe të dobishme, të presim deri në vitin e ardhshëm, deri në dimrin e ardhshëm. Директорот за проширување во Европската комисија Кристијан Даниелсон во Скопје во инспекција на реформите. Danielson, what's your message for Macedonian government? Партирајте одма ке Аудино онде, ајде. Уште на пристигнување, ски центарот Попова шапка ќе се обиде да ве одврати од намерата да скијате. На која оддалеченост од ски центарот ви е колата? Па на километар од прилика. Затоа, почитувани граѓани, како што викај германската канцеларка, арбајтен. Сега мора да работи. Саботажа. Откако во Скопје и во Атина заврши ратификацијата на договорот од Преспа, а шефот на дипломатијата Никола Димитров го извести генералниот секретар на НАТО дека земјава е подготвена да ги прифати и почитува обврските од членството во НАТО, следниот чекор е потпишување на пристапниот протокол за Република Северна Македонија.
Кога ќе се случи тоа, можни ли се одложувања поради внатрешните процедури во некои земји членки и кои се реформите што треба да ги заврши земјава пред формализирање на членството? Се прашањата на кои одговара шефицата на досието за Македонија во НАТО, Тања Хартман. Со неа разговара Александар Димитриевски. When will the accession protocol be signed for future Republic of North Macedonia? We will be, in the coming days, identifying a date for the signing of the accession protocol. There are a few administrative procedures that we first have to complete, and as soon as that is finished, we will be able to identify a date for a meeting of the North Atlantic Council during which the signing of the accession protocol will take place. Some of the member states have complicated internal procedures when it comes to giving permission to their permanent representatives in NATO to sign accession protocols. Can this affect the whole procedure? Every one of the 29 allies has its own unique domestic procedure to receive the authorization to sign the accession protocol. But I would not call that procedure complicated or complex. It's simply a normal part of the democratic process. I would expect that in a few weeks' time, we will be ready for the signing of the accession protocol, but I do not foresee any extreme delays related to that. Is Republic of North Macedonia going to sit at the NATO table on the next defense ministerial meeting? As soon as we sign the accession protocol, the future North Macedonia will join us at the table with the other allies for all of NATO meetings. As long as the accession protocol is signed before the defense ministerial, if that is the case, then absolutely the defense minister will be present at the meeting of the defense ministers in the middle of February. And I also want to take this opportunity to repeat what the Secretary General has said on Friday when he warmly welcomed the ratification of the PRESPA agreement in Athens and said that he very much looks forward to welcoming future North Macedonia in our family. In what time frame do you expect for the whole ratification process of the accession protocol to finish? The ratification of the accession protocol has varied a bit over the many cycles of accession that we've experienced. I can give the example of Montenegro, for whom that process took 12 months, and I would expect that that is roughly about the same amount of time that we can expect in this case as well. So I think by the spring of 2020, we would be able to welcome you as a full member of our alliance. What are the next steps in the requested reforms? For example, do you expect a completed vetting procedure in the intelligence services prior to the final phase of the accession? The reform process is really an important part of the entire accession process. And the reform process takes place not only during the accession, but also after. So it's a long-term, ongoing process of integration and reform in order to become a full member and fully capable ally. There are a number of areas where allies have indicated they wish to see progress on reforms, and the intelligence and security sector is one of them, but it is not the only one. Allies also wish to see progress in rule of law, the independence of the judiciary, and of course, defense capabilities. The armed forces of your country are already incredibly capable, and we have fought with them and served with them in Afghanistan, and we're looking forward to working together to even further strengthen their defense capabilities. Thank you very much for your time. Thank you, it's my pleasure. Додека членството во НАТО е прашање на време заради формализирање на процедурите што траат, пристапувањето во Европската Унија е друга приказна. Едно поради европските избори напролет и неизвестноста каков Европски парламент и комисија ќе произлезат од тоа, и друго поради очекувањата во Брисел и во другите европски престолнини за видливи резултати од реформите во безбедносните служби, судството и јавната администрација во земјава. Во проверка на ситуацијата, во момент кога се уште е актуелна дилемата дали заедно со председателските ќе се одржат и парламентарни избори, во Скопје допатува шефот на Директоратот за проширување во Европската комисија Кристијан Даниелсон. Владимир Мирчевски на оваа тема. Шефот на Директоратот за проширување во Европската комисија денеска пристигна во Скопје.
по отстранувањето на пречката со името, Кристијан Даниелсон е во инспекција на темпото на клучните реформи што треба да ги испорача земјава, ако сака во јуни да добие датум за официјален почеток на преговорите за членство со Европската Унија. Даниелсон го снимивме по пладнето на влегување во Министерството за надворешни работи, но изјавата ја остави за утре. Danielson, what's your message for Macedonian government? I'm going to have a press conference tomorrow. Yes, we know. Have you detected any weak points in the reform agenda? Освен со Димитров, Даниелсон се среќава со премиерот Заев, вице-премиерот Османи и со министрите во критичните области во кои се очекуваат резултати. Разузнавачките и безбедносните служби, судството, борбата против корупцијата и јавната администрација. Во владиниот преговарачки тим се уверени дека не е само името на листата завршени задачи. Мислам дека формирањето на ДКСК, односно новиот закон, кој што беше консензуално донесен во собранието, пакетот на медиумски закони, она што следува, законот за судови и законот за јавно обвинителство, односно решавање на статусот на СЈО и решавање на прашањето на реформиран начин на избор и именување на судиите, сето тоа дава една основа да веруваме дека можеме да очекуваме датум, да очекуваме почеток на преговорите во јуни. Да не ги заборавиме исто така и оние реформски потези во внатрешните работи, односно во разузнавачките служби. Веќе имаме оперативна ОТА, веќе имаме предлог закони за реформа на УБК, така што тоа се крупни чекори кои што се направени. Дел од нив во голема мера се на законско ниво, но веќе институциите, новите институции, реформираните се ставаат во функција и ако така ги дочекаме претседателските избори во април и мај, мислам дека треба да имаме основа да очекуваме позитивен сигнал. Можно ли е и покрај тешките политички одлуки што ги донесе владата на Заев, земјава повторно да остане без датум за прва меѓувладина конференција, што де факто е почеток на пристапни преговори со Унијата? Она што ни е нам најважно е ние да направиме се од нашата страна за да бидеме чисти и одговорни во јуни месец дека сме направиле се за да го добиеме тој датум. И токму работиме во таа насока. Секако свесни сме дека ќе зависи од таа одлука за почеток на преговорите со конкретен датум за меѓувладина конференција, дека ќе зависи од резултатот на европските избори во мај оваа година и од волјата на државите членки. Но ние сме убедени и правиме се да во јуни, крајот на јуни биде незамисливо да не се подржи Македонија за почеток на преговорите, затоа што на вистина очекуваме да бидат валоризирани сите овие чекори и тешки одлуки кои што се донесоа во изминатата година. Расположението кај голем дел од членките на Европската Унија е позитивно. Секако треба да ги убедиме и оние кои што беа скептични минатата година, меѓутоа оваа година покажуваат зголемен интерес за ситуацијата во Македонија. Мислите на Франција и на Холандија? На Франција и на Холандија, мислам, секој од своји причини минатата година беа повоздржани, но ние работиме интензивно на тоа до јуни да ги убедиме дека навистина заслужуваме шанса. Ако евентуално, што јас лично не верувам, се донесе одлука за некакво одлагање, тоа секако би го сопрело оној напредок и оној раској што Македонија го покажа во изминатите 2 години и кој што би било логично да продолжи со шансата за почеток на преговорите. Ние бараме да започнеме со процесот, не да го завршиме оваа година. Дали датумот за преговори е причината преди која што можеби се тактизира со одлуката дали да има или да нема предвремени избори? Еден од клучните фактори за одлуката за предвремени избори е секако одлуката во јуни за почеток на преговорите и мислам дека сите во владата го имаат тоа предвид дека доколку се оди сега на предвремени парламентарни избори постои можност да биде тоа аргумент за некои држави да кажат дека може да се почека со таа одлука. Европските избори ќе се одржат на крајот на мај, што значи дека актуелната комисија на Жан-Клод Јункер ќе го подготви годишниот извештај за земјава и актуелниот комесар Хан ќе се обиде во јуни да ги убеди земјите членки дека Република Северна Македонија конечно треба да ги почне преговорите за членство. Што е вистината за Попова шапка, скијачкиот центар со најголем потенцијал во земјава кој со години гради лош имидж? Нема посетител што не би ги истакнал убавините на пределот, но и таков што не би се пожалил на проблеми со паркинг просторот, со старите жичници и ски лифтови, со фрлање отпадоци кој каде стигне. Ако е така, зошто државата не инвестира преку Елем Турс, кој стопанисува со центарот, ниту го дава под концесија или јавно-приватно партнерство? Зоран Јовановски.
Паркирајте одма ке Аудино онде, ајде. Уште на пристигнување, ски центарот Попова шапка ќе се обиде да ве одврати од намерата да скијате. Денот наменет за опуштање на планина може да се претвори во долго пешачење до саканата дестинација. На која оддалеченост од ски центарот ви е колата? Па на километар отприлика. Ако кон шапка не сте тргнале малку порано, ќе мора да паркирате покрај патот, далеку од дестинацијата. Како се најде со паркинг? Па имаше полиција и само не пренасочи да се паркира таму. За викендите се создава колона од паркирани возила, долга со километри. Пристап до ски центарот? Пешки. Колку пешачевте? Па едно 500 метри. Со ски опрема? Да, со све на нас. Ево вака. Кој што гледа? Tot od pak în câmp, eva tine pe pedalul, curchivul net, ideile la saina. Сепак, илјадници туристи секој викенд ја поминуваат првичната пречка, за да стигнат до втората. До трените ски лифтови и жичници, кои се стара болка за скијачите. Këtë sezon kotën e diellit nuk është edhe nuk ka kushte shumë mira për arsye se shumë shpesh ndodh që ski liftet të mos punojnë. Veçanërisht gjatë vikendeve ku edhe ka një masë të madhe të turistëve këtu, veç nuk punojnë, ka shumë probleme me ski liftet. Nuk e din çka është. Nuk ka kushtet elementare mungojnë këtu në kotën. За скијачите најпривлечна е познатата патека Церипашина, но се жалат дека жичницата што води кон врвот често не работи, иако дента кога снимавме се беше во ред. Например, скилифтите да работат сите. Значи Церипашина да работат, Тетекса да работат, Воседот, например, прошлата година не работеше, оваа година работа. Пошто ако скилифтите не работат, има гужва, ако работат нема да има гужва. Операторот на жичницата кон Церипашина тврди дека барем оваа сезона немало дефекти. Застои во работењето имало само при лошо време, густа магла или ветер над 15 метри во секунда, што е 55 км на час. Поради силен ветер на крајна станица, ние мораме жичарата да га исклучиме. Поточно, прво се празни жичарата на половина и на крајна станица, па потоа се гледа ветромер, како што видовте преска, мора да се допре жичарата. На таа брзина од ветер жичарата мора да се исклучи. Попова шапка има околу 13 км патеки за скијање и преубава природа. Но за жал последниве неколку децении тоа се ретките работи со кои ски центарот може да се пофали. Сепак скијањето овде создава фантастично чувство, па ви останува барем додека скијате како турист да заборавите на останатите проблеми. Оваа група скијачи од различни европски земји чека да им пристигне приватниот ратрак. Со него се искачуваат на повисоките планински падини. Тие се влюбеници во екстремните спортови, па скијат надвор од патеките. First days ski lifts were not working, but we operate with a cat. So for us it's not a problem, but if you see the amount of people and the enthusiasm of the people over here, I think you should have more lifts so people can enjoy the snow in the mountains and in nature. Сметаат дека е потребен развој на патиштата, паркинзите и сместувачките капацитети, но задоволни се од природата, гостопримливоста и храната. Се разочарале кога виделе дека дотраената ски опрема и останатото ѓубре завршуваат во долот покрај патеките. I think it's a pity is that the people throw away their garbage, papers, plastic bottles. They just dump it on the piste or from the ski lift, and that's a shame. If we put carbon bins, so we can put the waste into a bin, then it would not end up in the piste like now. That's really a shame. Со ски центарот Попова шапка стопанисува Елем Турс, фирма ќерка на државната компанија Елем. Директорот Джемейл Јусуфи признава дека ски лифтовите често се расипуваат. Се работи за стара инфраструктура, за стари жичари, стари ски лифтови, кои што често имат дефекти, но нашите вработени прават крајни напори да ги отклонат. Сакам да наведам дека за поголема дел често и не се наоѓаат делови. Недостигот од паркинг места не бил во нивна надлежност, но се обидуваат секој можен простор да се искористи за паркирање. Можеби затоа по сокаците има хаотично оставени автомобили.
Годинава во функција се електронските ски карти, со кои барем се намалува метежот пред жичниците и ски лифтовите, чија работа се следи со видеонадзор. Електронскиот систем е прифатен многу позитивно од поголемиот број на посетителите и камерите ни помагат од сигурностен аспект, евентуално ако се случи не дај Боже некоја повреда или оштетување на техниката или за да превземеме соодветни мерки. Имаат и неколку ратраци кои служат за тапкање на снегот и подготовка на патеките. Ги користат и за туристички обиколки. Јусуфи најавува дека наскоро ќе проработи и шестоседот кој се гради со години. Значи чекаме крајна фаза поставување на сајлите, кабините и пуштање во пробна работа. Ваква најава имаше и неговиот претходник, но досега ништо. Хотелиерите бараат повеќе инвестиции на Попова шапка, зашто велат тие го трпат срамот кога туристите се жалат на лошите услови. Хашима Сани, кој е менаџер на хотел, вели дека ски центарот треба да се приватизира. Смета дека може да се оди и на јавно-приватно партнерство и дека не мора да се чека на странски инвеститори, зашто имало и домашни. Para që duhet bëhet në kodrën e diellit duhet nga Elemi tërhiqet pjesa turistike që mos menaxhohet turizmi me Elemi, sepse është treguar me disa vjet me radhë e pa suksesshme dhe ajo është jo logjike nëse gjithmonë kërkohet nga Elemi zhvillohet turizëm, kur gjithmonë janë në humbje. Asnjëherë ata nuk kanë dalë diçka përfitim ose të zhvillohet turizmi. Елем Турс уште од формирањето во 2012 година работи со загуба. Во 2017 имале приход од 1.400.000 евра, а расходи двојно повеќе, 3.150.000 евра. Менан Мемеди е поранешен директор на овој ски центар, а сегашен активист во граѓанската организација Да ја спасиме Попова шапка. Тие уште на почетокот на сезоната побараа државните институции да го спречат, како што велат, уништувањето на Попова шапка. Го блокираа и патот кон центарот и побараа лично премиерот Зоран Заев да дојде и да се увери дека шапка пропаѓа. Владата да се интересира и конечно да го реши овој проблем за да Попова шапка живне и да стане еден од центрите, ако не светски, европски комотно може да кажеме дека може, затоа што инфраструктурата, односно конфигурацијата на местото каде што е поставена или е Попова шапка е извонредна. Ако некој центар може со 100 милиони, да речеме, или 200 милиони да се изгради и да биде врвен, Попова шапка со 100 милиони може да се направи да биде навистина многу добар прифатен центар, било за спортскиот дел, било за туристичкиот дел. Директорот Јусуфи немаше конкретен одговор зошто државата не инвестира на Попова шапка. Елем, како основач на Елем Турс, има оформена работна група која што има за задача да направи анализа на фактичката состојба, реалната состојба и со таа анализа да ги достави, таа анализа да ја достави до владата, која што понатаму се надеваме дека ќе превземе понатамошни чекори, се со цел да се искористи огромниот потенцијал кој што го има ова убава планина. На заминување, клучното прашање е каде сте го ставиле автомобилот. Мислам дека треба да се најде некој решение за паркингот и веќе сепак е еден од најголемите скијачки центри во Македонија. Треба со скијачка опрема е тешко да се стигне до возилото, така. Да пуштат жичарата што оди од долу, да не се паркираат тука луѓето и тоа долу да се направи поголем паркинг, за долу да си ги стават луѓето колите, жичарата тука од тето, од градот. Подземна гаража ваму кај хотел Попова шапка, кај што има како дол така, една подземна гаража. На враќање кон Тетово, уште долго среќававме возила паркирани покрај патот. Не одете никаде, по уште една кратка пауза следува саботажата. Се уште сте со 360 степени. Да видиме што подготвил за вечерва Сречко Поповски.
Иднината е тешко предвидлива, но се може да биде појасно ако точно се знае минатото. Тоа што некој се обидува да ја збуни сегашноста, изгледа е само обичен трик, бидејќи животот не може да се живее наназад, дури и тогаш, кога се прави обид, токму тоа да биде посочувано како перспектива. Кој е успехот на нашата земја или пак неуспехот што ќе следува во изминатиот период? Изминатиот период сепак може и да ни се повторува во иднина, особено кога наместо напредни, земјата е соочена со политички репетенти кои никако да ги совладаат уроците, туку продолжуваат да мислат единствено за својата удобност и комоција, третирајќи ги граѓаните како домашни говеда, кои слободно може да ги дерат. Мепсо купи мебел вреден 212.000 евра. Меѓу подновениот интериер во нивните канцеларии, директорите во оваа државна компанија ќе седат во фотељи од природна телешка кожа. На претходниците кои веќе биле во ваква кожа, се им е совршено јасно, но бидејќи во минатото го премолчувале таквото нерационално однесување, сега не можат да искреираат адекватна критика. Па во недостиг на доволно зборови за создавање проширена реченица, ја упростуваат нотата до таа мера, што ниту самите не можат да сватат што сакаат да кажат. Ниту сум мало дете, ниту поима немам што зборувам. Во истиот стил, во континуитет настапуваат и надобудните свештенослужители кои не можат да го решат собствениот, а знаат се за тоа како тоа треба да го направи државата, во земја во која тоа воопшто и не е нивен проблем. Па уште и наместо да прокламираат надеж и верба, тие на голема врата поттурнуваат дефетизам. Било кој да дојде ќе не окупира. Еве вакви како што сме сега во моментот демотивирани, ја мислам дека било кој да помине, самите ќе дигнеме бело знаме. Вистинска среќа е тоа што имаме такви што никогаш не попуштаат, иако реално никогаш ниту покажале колку се издржливи и отпорни. Освен што вербално се простираат со што повеќе зборови во кои ќе се спомне името на татковината, за да се покаже големината на нивниот патриотизам. Иако јавно ги декларираат како граѓански, тие за себе велат дека се друг тип на активисти. Јас како активист на македонизмот, македонистички македонизам, чист изворен таков како што е. И на крајот, од големата ризница на поговорки и цитати кои се акцентираат, се издвојува онаа која нам ни се посветува. Затоа, почитувани граѓани, како што вика германската канцеларка, арбајтен. Сега мора да работи. Би било добро, а веројатно и таква е намената. Пораката со ваква содржина да не им се пренесува на граѓаните, туку на оние од неговото обкружување, кои никако да се фатат за неа. Го одјавувам ова издание на 360 степени со покана да останете на Алсат, да ги погледнете и вестите на македонски јазик што следуваат, а и да не гледате повторно в петок од 22. Пријатно!